Здраво на сите. Добро дојдовте во уште еден наш подкаст кој што го нарековме Тесната врата. Моето име е Дејан, по веќето од вас тука ме знаете како Цопи, али тоа е небитно. Тука покрај мене е Андреј, така да како и секогаш и Андреј кога го правиме мој подкаст, бираме некоја тема за која што ние сметаме дека е важна во христијанската вера, или пак кога некој ќе ни пише или ќе ни постави прашање, ние се трудиме да дадеме најточен библиски одговор на тоа прашање. Така да пред да почнеме со одредена тематика, како и секогаш, дека си постар од мене Андреј и е културно во македонска култура, морам да те прашам како си? Супер, фала ти. Види како си културен човек, Многу. Немам зборови. Да. Какво е време код вас сада? Знаев дека ќе ми го поставиш тоа прашање и самиот ти знаеш дека јас сум метеопат и секој пат се жалам за времето, така да сега сме 30 мај, секој ден врна. Секој ден врна и изгледа како да е рана пролет. Ладно е, свежо е и де е малку сонце па врна. Па ладен северен ветер, така да се надевам дека конечно ќе стане топло. Well, да, и онда лето ќе бити тоа ќе бити превручно за вас. Да. Okay, good. All right. Така да, би те замолил сега, ако сакаш ти, пред да започнеме со одредена тематика, да ти се помолиш пред да почнеме. Супер. Драги Боже, хвала ти. Што си свет, суверен, свемогуч, свезнајуч, свеприсутен. Хвала ти што си наш спасител и желимо прославити Твое свето име. Али требамо разумити тко си ти. Прije него можемо Теби дати слав. И због тога требамо проучавати Твоју реч. Фала ти за Твоју реч. Гдje можемо разумити више и више о Теби. И онда можемо више и више те прославити. Исто тако, драги Исусе, наш спасител, ти си едини спасител, едини посредник измеѓу нас и Бога, едини откупител и ми знамо тко си ти, ми знамо што значи права вера у правом Христу, ми то знамо по својој речи. Док почнемо ову нову тему, нову тему о Теби, желимо разумити више о Теби. Желимо видити како само ти можеш бити едини прави спасител. Дух Свети, молим те, буди наш учител, објасни нама оно што си ти надакнул о Христу у својој речи. Во име Исуса Христа. Амен. Амен. Окей. Така да, ја и ти зборувавме дека многу е мудро, паметно и корисно да зборуваме на една тематика која што е дел од систематската теологија. Во христијанството, во систематската теологија постојат 10 доктрини или учења кои што се од суштинско значење за секој верник. Како што ти сега се молиса, ние треба да знаеме
кој е тој во кого што ние веруваме. Ние треба да знаеме каков е тој во кого што ние веруваме и така натака. Така да днешната тема е, како што спомнав, е дел од 10 основни доктрини или учења во христијанската теологија. И таа доктрина се вика Христологија. Значи, Наука о Христу. Да. Наука о Христу. Yeah. Да. Наука за Христос, доктрина за Христос или преведено учење за Христос. Така да, ја и ти, сега ќе зборуваме малку, ќе дадеме некој краток вовед што е Христологијата или пак кој е Исус, што направил Он и зашто е единствениот спасител. И зашто е... Go. Исто тако, зашто желимо говорити о Христологија? Ако смо сви ми кршćани, сви ми знамо кој е прави Христ, ја? Тука би рекол не, тука би спомнал дека често пати проверувам статистики, колку луѓе во светот се декларираат како христијани. Сега според Google покажа дека 2 милиарди и 400 милиони луѓе декларираат дека се христијани. Сега прашањето е, како што ти спомна, дали тие луѓе веруваат во вистинскиот библиски Исус или они веруваат во некој сличен Исус од Библијата, некој друг Исус? Значи, постои друге Исусове? Не постои во Библијата, не постои друг Исус, али Библијата ни зборува дека ќе се појават други Исусци, ако е на македонски така. Well, и ми то видимо у Божјој речи. Чак у раној цркви, можемо проверити, друга Коринчанима, 11 поглавје. Од 1 до 4 стиха. Гледа што Павел ја рекал тим људима у тој цркви у Коринту. Океј, да. Сакаш јас да читам или ти ќе читаш? Ја мислам твој македонски е болje него мој. Okay. If you want me to do it in English, I'll do it, but I just volley. Така. Второ послание до Коринќаните, 11 поглавје од 1 до 4 стих. Да бевте претрпеле малку од моето безумие, да потрпете ме, зашто за вас сум љубоморен со Божа љубомора, зашто ве свршив за еден маж, за да ве представам пред Христос како чиста девица. Но се плашам, како што змијата со своето лукавство ја измами Ева, да не се одвратат вашите мисли поради вашата искреност кон Христос. Зашто, ако некој дојдеше да проповеда друг Исус, кого ние не сме го проповедале... Чекај. Друг Исус. Чак тада, Чичо, у раној цркви. Да. Друг Исус. Зволи? Кого ние не сме го проповедале, или ако добивте друг дух кого не сте го добиле, или друго евангелие кое не сте го примиле, вие добро ќе го поднесете. Христологија е врло битна тема. Да, тука би спомнал да, апсолутно да. Е од суштинска вечна важност. Каде ќе завршиме после смртта? Џава, он се не брини да ми веруеме у Исуса. Само да не веруеме у библиској
библиског Исуса. Да. Right? Да. Така си, затоа и се пика во сите религии, така да, окей, тука ќе го спомнам универзализмот. Yep. Не е битно ти во кого веруваш, битно е само да веруваш во некоја сила, затоа што сите патишта водат према Бог. Сега, ја тука зборував за универзализмот во контекст на New Age, не зборував во теолошки Yep. контекст на друг вид на енес. Okay? Yep. No, that's, listen, I'll say it in English. Here in the United States, so many people declare that they are Christians, which means they declare that they believe in Jesus Christ. But unfortunately, over 50% of them believe in a different Jesus, which is not the Jesus of the Bible. I've shared with you, there was a Ligonier Ministry. Yes, Ligonier Ministries did a survey with people who go to church here in the United States. So we're talking about churchgoers, people who claim to be Christians. Okay. One of the questions in the survey was, do you believe that Jesus is God, or do you believe that he was only a good moral man and a good teacher? Over 50% of churchgoers here in the United States said they'd say he's not God and that he was just a good moral teacher, good moral man. Do they believe in the biblical Jesus? Ne. Therefore, unfortunately, they're not saved. And that's sad because they have the wrong Christology, wrong doctrine about Christ. And so this is a very important theme, and we're going to go nice and slow, right, Deon? Da. Yeah. This is so important because we want to make sure, obviously, people in Macedonia and anybody else listening to this, that they have the proper Christology. Because as I said earlier, the devil doesn't care. Let's pretend this is Jesus right here, right? The Jesus of the Bible. He doesn't care if you believe in this Jesus or this Jesus or this Jesus or even this Jesus. Because none of these Jesuses can save. Da. Тука само би додал дека и многу е опасно, како што сега ти покажуваш со прстот од библискиот Исус, дали ваков Исус или ваков Исус, колку е поблиску до библискиот Исус, дека тоа нема врска со библискиот Исус, дека е многу важно да се верува во библискиот Исус кој е откриен во неговото писмо. Така да ја и ти веруваме дека Божјото писмо е боговдахновено, дека е вистината од Бог, дека Бог ни се открил во неговото писмо, ни ја открил неговата волја. Ние веруваме дека Божјото писмо е објективно, а ние сме субјективни. Right. Така да it doesn't originate from within us. Да, вистината не доаѓа од
нас, од внатре од Yeah. нас, или пак од нашите срца, каде што многу учители ќе спомнат слушај го своето срце. Ја и ти знаеме дека Библијата не учи така, него во Јеремија, пророкот Јеремија ни кажува нема ништо поизопачено од човечкото срце, кој ќе го разбере. Исус ни кажува мислам дека е во Матеј 15 поглавје, дека од човечкото срце доаѓаат све и свашта. Клевети, со сето тоа казано, сакав да потенцирам дека за жал, некои луѓе мислат дека нивната вера во нивниот Бог или во нивниот Исус, тој Исус ќе ги спаси. Што сакам со тоа да кажеме дека ние не можеме од библискиот Исус да се направиме некој свој Исус кој што на нас ни одговара. Затоа што јас сум наисло на луѓе кои што ми кажувале така, окей, Дејан, ти веруваш си во твојот Исус, јас ќе си верувам во мојот Исус. Така да е од, како што кажав, е од суштинска вечна важност да се верува во библискиот Исус. Вистински кој е Он. Вистински што направил Он. И зашто само Он е единствениот пат до Бога, зашто е Он единствениот спасител. И така Бог е то открио во неговото писмо. То не е наше мишлење. Тој е од Бога. И by the way, 11 поглавје, можеш читати, гледа што Павел е рекал о тим лажним учителјима, кои су проповедали другог Исуса. 13 од 13 до 15 стиха. Океј. Вели, зашто таквите луѓе се лажни апостоли, лукави работници кои се преправаат во Христови апостоли. И не е за чудење, па и самиот Сатана се преправа во ангел на светлината. Па затоа и не е големо нешто, ако и служителите негови се преправаат како слуги на правдата, но нивниот крај ќе им биде според делата нивни. У том контексту, џавал е претварал као анџел светло, где? Во тогасната црква, во тоа време. Употребувал луѓе кои што се представувале дека се Христови апостоли или учители, али всушност не биле Христови. Затоа што во истиот контекст претходно апостол Павле ни зборува дека ќе се појават некои кои што ќе зборат за друг Исус. So тој е бил велик проблем тада. И може замислити, Чичо, након 2000 година, сада. Да. Бас малку проверува во врска со христијанството, дека, како што спомнав, постојат 2 милиарди и 400 милиони луѓе кои што декларираат дека се христијани. Се изненадив. Постојат преку 50.000 деноминации во христијанската вера. Се изненадив. Тој е проблем. И нажалост, многи од нив имају, как се каже, своји христологии. Своја христологија, свое верување за тоа кој е Исус, како бил Исус. За жал, често на Балканов, тука факт е, тука доминираат православните и католиците. Мал процент се протестанти. За жал, мнозина од нив немаат појма кој е тој
Исус. Yeah. За жал само ќе кажат дека е син Божи. А што И- то значи? Да. Не значи тоа што ја и ти знаеме во библиски контекст, што значи син Божи. Yeah. Него најчесто, за жал, верувањето е дека Исус се родил Yeah. и поради тоа што се родил тука, Бог го прифатил како негов син. Yeah. Yeah. Бил многу добар човек, како што ти спомна за статистиките во Јемника. Yeah. Да? Yeah, као Исус е бил створен. Да, бил создаден, прифатен од Бога поради тоа што бил добар човек, Yeah. бил добар учител, бил голем хуманитарец, се Yeah. грижал за сите и така дале. Така да, тоа е таквиот Исус, не е библискиот Right. Исус. Сjećam se kad sam živio u Hrvatskoj. Joj, često sam čuo od ljudi. Za mene Isus je. I onda, Да. i ja kao, za tebe? Tko, baš me briga. Što ti misliš o Isusu? Hello, što je Bog otkrio od Isusa? Za nas, Isus je on tko Bog je otkrio. Amen. Amen. To je to. Da li vi imate tu frazu kod vas? Za mene Isus je... Тука би кажал дека постои тоа, така да често ќе чуеш кој стела, ти си веруваш во тој Бог, за тебе тој Бог е таков, јас си верувам во мојот Бог е ваков, така да дај да живееме во мир. Љубовта е Бог. Љубов е Бог, окей, он е, али Бог е љубов, не само то, Не е само тоа, да. Не, па да, што сакав да спомнам тука е од пак ќе го потенцирам тоа, од суштинска вечна важност е вистински да се познава, да се знае за библискиот Бог, за библискиот Исус, но не само да се застане на некое интелектуално, рационално разбирање на кој е Бог или кој е Исус, него самата Библија, самиот Исус во Јован 17 поглаве, он ни кажува, кога го ни кажува што е животот вечен, он ни кажува, животот вечен е да го познаваме Бога и испратениот од Него Господ Исус Христос. Така да не можеме да познаваме никого ако не сме запознаени кој е тој. Не може да постои познавање. Не можеш да сакаш некого ако не го познаваш. Шанси нема. Right. So, многи људи, они каже, окей, добро, верујме у Исуса, наравно, али никад не читају Божју реч, не отвара Божју реч. Окей, онда како можеш стварно познати правог Исуса? Right? Нема шанси. Се што може да стане некоја човечка имагинација, која ќе стане илузија, или фантазија. јас сум чуо
ovo od Isusa kad sam bio mlad, ja sam čuo to od Isusa kad sam bio u crkvi jedan put, ja sam čuo to od Isusa, onda napraviš kao jednu sliku, što nije slika od pravog Isusa. Da. To je idolopoklonstvo. Da, to je idolatrија, да. Тоа е си обожаваме некоја своја сопствена замислена слика за Бог што е еднакво на идол. Yeah. Да. So, Chicho, već smo govorili što znači kristologija. Sad smo, ja mislim, objasnili. Zašto je bitno da se знае што е христологијата? Okay. U budućnosti što ćemo proučavati? Ti si rekao malo prije meni da ti imaš PowerPoint, objasniti svima. Ajde, možeš sada ako želiš, ako sakaš. Сакам само да се најдам тука. Ćirilici, ha? Да, тоа е кирилица. Ja sam, nemam šanse. Така да, окей. Ние во следните подкасти ќе зборуваме за тоа што можеби 5 пат ќе го спомнам, е од суштинска вечна важност да се знае кој е Исус и што направил Он. И зашто е единствениот спасител. Така да ја и ти избравме 8 клучни точки кои што се од суштинско значење, за кое што секој човек кој што тврди дека е христијанин треба да ги знае и треба да ги верува. Така да ја и ти во следните подкасти ќе зборуваме за Христос и неговата вечност. Ја и ти ќе зборуваме за Христос и неговата инкарнација. Ќе зборуваме за Христос и неговиот совршен смрт. Ќе зборуваме за Христос и неговата собршена жртва. За Христос и неговото славно воскресение. За Христос и неговото славно вознесение. За Христос кој што сега седи од десната страна на Бог, од Отецот, и се застапува за нас, и за Христос и неговото второ доаѓање. Now, some people listening may say, okay, I understand several of those points and I agree with it. Ali problem je, Chicho? Ако не веруваме едно од овие работи, онда не веруваме во библискиот Исус. Затоа што сите работи се поврзани. Yeah. So, many people, number 2 there, they believe in his incarnation, that he lived here on earth and that he was a perfect man, born of a virgin, blah, blah, blah. But they don't believe in, or maybe don't understand, point number 1, his eternality. Is that a problem, Chicho? Тоа е многу голем проблем, исто така во раната црква. Остал тој проблем, така да ако верувале дека само е инкарниран, не верувале во неговата вечност, тоа се вика алиенизам. Така да таквото верување во 3 век, мислам тогаш беше 325 година во Никеја, е осудено како енас. Така да јас сам сега ќе додадам малку тука и после тоа ти ќе продолжиш. Сакав да спомнам за
раната црква колку биле битни два збора во една буква. Сега зборувам за homoousios и homoiousios. Yep. Тие Homoousios или homoiousios. Yeah. Да. Така да, тие два збора се поврзани со вечноста и со инкарнацијата и со скоро све тука што е. Yep. Така да, homoousios значи дека е ист како Бог по суштина и во природа. Same essence, yep. Да. Homoiousios е сличен на Бог. Yeah. Yes. Значи тие што верувале дека on nije Bog, ali sličan je. Сличен е на Бог, ама не е Бог. Yeah. Jedna slova. Да. I. Jota на грчки, да. And it's interesting because, think about this, Deon. Muslims, they believe in Jesus, but they deny he's God. They deny his eternality. They believe in a different Jesus. Да. Mormons, same thing. They believe in his incarnation. They believe that he was a great man, blah, blah, blah. They deny his eternality. They believe in a different Jesus. Jehovah's Witnesses, same thing. The people who I shared that survey that Ligonier Ministries had done, who over 50% of churchgoers here in the United States who say Jesus is not God, but was a good man, a good teacher. They deny his eternality. They believe in a different Jesus. So these points are very important when it comes to Christology. Да. Yeah. In fact, because I know some of the listeners, Deon, may be going, wait a second, you guys keep talking about believing in a different Jesus. Okay, Paul used that example there in the church in Corinth. But come on, if you believe in Jesus and if you say the name Jesus, then you're okay, right? Not according to Jesus. Let's go to Matthew 7 and we can maybe close it here, right? Океј, како сакаш ти, да? Или како сакаш ти. Matthew 7, verses 21 through 23. Let's let Jesus have the final words on this teaching for today. Океј. Значи, читам од Евангелието според Матеј 7 поглаве од 21 до 23 стих. Ова се Христови зборови на беседата на гората. Не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, туку оној што исполнува волјата на мојот Отец Небесен. And what's God's will? God's will is to submit to and believe in the one and only true Jesus. Да, Јован 17 поглаве, 3 стих, а живот вечен е ова да го познаваме Бог, Отецот и од него испратениот Господ Исус Христос. So Jesus here is saying, on Judgment Day, when we're all standing before him, says, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom. What? Keep going, Deon. Мнозина ќе ми речат во оној ден, Господи, Господи, нели во Твое име пророкувавме? И зар во Твое име демони не изгонувавме? И нели во Твое име многу чуда прававме? Okay? They used the name of Jesus, but what was the problem, Deon? Не го познавале библискиот Исус. That's right. And how do we know that? What did Jesus say in verse 23? И тогаш јас им кажам, никогаш не сум ве познавал. Бегете од мене, вие што правите незаконски дела. Wow. Значи, познавањето на Бог Синот, Господ Исус Христос,
мора да биде обострано. Yep. Значи, не можеме ние да кажеме, јас го познавам Исус, а Исус мене да не ме познава како Него. Yeah. Тоа е Yeah. невозможно. Yep. Unfortunately, I mean, Jesus is giving this warning 2,000 years ago. And basically, he's talking about people who had the wrong Christology. Right? He's talking about people who claimed to believe in Jesus. And he says, And he says, many will say to me on that day, Lord, Lord. And Jesus says, I'll say to them, depart from me. I never knew you. Depart from me to where? Во пекол. Yep. So we're going to go nice and slow through this series, right, Deon? Да. This is a very important series. And I'm excited to see how much people will learn, and hopefully people will start to really understand these very important, non-negotiable key points about the biblical Jesus. Окей. Јас сега ќе сторам stop sharing. Okay. Да. Yeah, we can stop here and we'll pick it up next time with the first 2 points. Окей, значи за следниот пат ја и ти ќе зборуваме за Христос и неговата вечност и ќе зборуваме за Христос и неговата инкарнација, доаѓање на оваа земја. Така да се надевам дека бевме едноставни и јасни за тематика која што можеме цел живот за да збориме и никако да се изназбориме, сепак зборуваме за втората личност од Светото Тројство, Бог, Синот Исус Христос, така? Така да ќе се видиме на следниот подкаст, а до тогаш би предложил и самите вие за да си ја проучавате оваа тема, на дали сакате преку Google или пак најпаметно читајте ги Евангелијата. Така да тука ќе ве поздравиме сите. Чао, чао. Thank you.